Останувам на мојот став дека не му е место на институтот Бадентер во одлуките на Уставниот суд, затоа што ако се воведе тој механизам со етнички теми, тогаш подобро е судот да се затвори. Ова го истакна председателот на судот Дарко Костадиновски и покрај постојаните барања на албанските партии за воведување на двојно одлучување во Уставниот суд за теми кои се со етнички прашања. Јас мојот став го имам кажано. Таквов механизам е соодветен за политички органи, како што е собранието, и е здрав механизам. Меѓутоа, во институција како што е Уставниот суд, која е чисто правна институција, воведување на механизам, може би сум бил брутален, ама сум кажал подобро е да се затвори институцијата отколку да се воведе таков механизам. Зашто? Затоа што во тој случај нема правните аргументи. Но со ваквиот став на Костадиновски не се согласува и уставниот судија Осман Кадриу. Тој во интервју за Коха вели дека методот на донесување одлуки мора да се промени, односно да се внесе Бадентери во Уставниот суд што е можно побрзо. Duhet patjetër të ndryshohet ju lutem mënyra e vendimarrjes dhe mënyra e votimit. Edhe kemi thënë, asesi është nonsens i kulluar që të mundet gjykata kushtetuese me shumicë të thjeshtë, do me thënë me vetëm minimum 5 antar të vendos për ligjet që sjell parlamenti me shumicën e dyfisht, do me thënë 80 vet. 80 vota do me thënë të votojnë për, ose ligjin që miratohet me Badenter, ato nuk mundet të abrogohen nga gjykata me 5 vota. Këto duhet të intervenohet në kushtetutë sa më shpejt, të parashikohet një shumicë. Këta politikanët e jonë përdorin termin shumicën e Badenterit. Покрај воведувањето на овој принцип за двојно гласање за закони од етнички прашања на кои инсистираа од ДУИ, тие бараа изборот на владата да се гласа со Бадентерово мнозинство. Покрај ДУИ со ова се согласни и од Влен.